Не треба со мене во дебата да влегувате. Пак се промашиле. Кога ме плукате вие на таа тема, исто како да плукате во ветар. Тоа што го плукате, ви се удира од лице. И второ, вие треба да дебатирате со некои што ги лажевте. Треба да дебатирате и да им се извините на 386.000 пензионери. Да им кажете дека сте ги лажеле, дека нема да добијат пензии, да сте им кажете дека сте ги манипулирале, дека државата е банкротирана. Да испаѓате на 2 милиони луѓе да им кажете дека сте ги лажеле, дека ќе дојдат од Африка луѓе да живеат, дека сте ги лажеле дека ќе дојдат од Азија луѓе да живеат, дека сте ги лажеле луѓето во фабриките дека ќе ги избркаат од работа, бидејќи ќе дојдат некој што ќе работи од Непал за 30, 40, 50 долари. Со тие треба да имате работа, не со мене. Јас не сум вашиот проблем, почитувана колешке Тренчевска. Вашиот проблем сте си вашата персоналност и карактерот на вашата политичка партија. Тоа е вашиот проблем. Не сум ви јас проблемот. Јас не ве терам да лажете од оваа говорница. Јас не ве терам да ширите страх помеѓу граѓаните. Јас не ве терам ништо од ова што е погрешно да го правите. Јас многу убаво ви кажав, почитувани колеги, дајте овдека да дискутираме барем 90% за реалните потреби на граѓаните. Дајте да дискутираме, да видиме како можеме од некаде да изнајдеме повеќе пари за онаму каде што има поголем приоритет. Да овдека да земеме да дискутираме и да видиме како ова собрание донело буџет кој што е на висина на задачата. Вие ова го користите за некој друг кој што никогаш не е присутен во ова собрание, се вика Венко Филипче, и као води опозиција, лидер на опозиција, да има што да зборува на некој си некаде интервју, да има што да плука по пресконференциите кои што Везден ги држи и да има како да уценува пратеници, бидејќи можеби тоа што он го зборувал на прес, некој тука не го спровел во рамки на собранието на Република Македонија. И што е тука лошо тоа што јас ви кажав? И што јас тука ве навредив? Јас само ви кажав кои беа вашите лични обвинувања овдека. И јас не зборував за вашата личност, не зборував за вашиот карактер, јас зборував за лагите кои што свесно ги продуцирате и воз основа на тие лаги потоа да бидат определени партиски поволности на политичка партија на која што кажав и фалат само 3,8% да дојде до двоцифрен број на поддршка. И што е тука лошо? Затоа ќе ве молам следниот пат не со мене да дискутирате, со овие бројки дискутирајте со иднината на државата и дајте предлози реални како да ги подобриме состојбите.